како лице од кое што се бара известување. И сакам да направите разграничување помеѓу случајот Рекент воден против тројцата осомничени за кои што денеска јавното обвинителство најавува обвинение и проширување на истрага во однос на делување на меѓународниот сојуз. Се побарани мерки за вас? Да, побарани се и очекуваме одлука наплатни. Чувствувате ли вина некаква? Не. Вака сте во обвинението, сте помагале и овозможиле да се стекне впечаток во јавноста дека може да се извлечат пари благодарејќи на контактот со извршната власт. Барем така е напишано во соопштението на јавното обвинителство. Па освен тоа, обвинителството немаше ни друг доказ пред судот во делот на аргументацијата. Јас ќе очекувам обвинителството да го докаже тоа што ми го става на товар и секако тука сум за сите прашања во иднина и на органите и на вас како новинари. Не се чувствувате виновни? Не, воопшто. А Потиничка, која беше вашата позиција во Младинскиот сојуз, во невладината? Значи вака сега, јас мислам дека за тоа прашање веќе дадов одговор и немам намера да се повторувам. Преголемото преудицирање на инволвираност на политичари од страна на пристрасни медиуми во изминатиот период, без притоа од мене како прозивано лице да се побара од медиум било кој информација и изјава, јас го чувствував и го чувствувам како лицитирање за некаква инволвираност и вклучување на политичар во целиот процес. И затоа ќе се воздржам од сите коментари кои што се однесуваат и во делот на етиката на известувањето на новинарите по однос на мојата улога или било што поврзано во изјавите во медиумите со мене, затоа што одговорно тврдам, со исклучок на дел од професионални медиуми, многу од медиумите не ги почитуваа основните етички правила на известување во новинарството. Се преудицираше вина, се ставаа на това работи кои што немаат никаква допирна точка, ниту доказ поврзано со ова што го гледаме денеска, и затоа мислам дека ќе биде прилично несимпатично јас сега да ви се правдам за некои информации кои што вие претходно сте ги преудицирале во јавност. Како ќе го коментирате изјавата на премиерот дека може да ви исклучат од партијата и од сите функции? Значи партијата има етички кодекс на однесување на функционерите во партијата. Сите ние сме подписници на изјавите на тој етички кодекс. Тоа значи замрзнување на сите функции во партијата. Јас сум член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Како одговорен општественик, интелектуалец и професионалец, секогаш сум почитувала изјави кои што ги подпишувам и ќе ја почитувам секоја одлука на партијата, која што ќе значи давање на можност и период да не се дава политички контекст на целокупниот процес и секако можност да нема никакво пристрасно влијание или било каква друга конотација на овој процес. Се лицитира со вашиот имунитет во собрание, може ли да објасните во која насока гледа да работите? Значи вака, вие како новинари сте следеле многу постапки во собрание и сигурно го знаете законот во кој и уставот во кој случај на пратеник може да му биде одземен имунитет. Тоа е само во случај на определување на мерка притвор по одлука на 2/3 пратеници во собранието на Република Северна Македонија. Не би ги коментирала таквите шпекулации, затоа што такво нешто нема. А вашата позиција како подпредседател на собранието? Во која смисла мислите мојата функција? Дали вие ќе Таа не е останете на партиска таа функција. позиција? Таа не е партиска функција. Јас мислам дека од аспект на некаква одговорност, ако преудицирате, времето и законот и уставот на сите вклучени во било какви постапки ја гарантираат пресумцијата на невиност и вие мислам дека тоа треба најдобро да го знаете. Се додека не биде докажана вина со правосилно судско решение, секој е невин.
тоа го цитира и многу ваши колеги и мислам дека има добра шанса сите пратеници во собранието кои што се во некакво својство пред органите на правосудството, доколку се договориме колективно и да си поднесеме оставки, ама сите. Не, јас нема да чекам од никого иницијатива, значи таа одлука која што јас лично ја носам и не можем да ја соопштам денес. Дали сте меѓутоа на вашиот лидер? Воопшто. Ако направиме една споредна Добро. коалиционен партнер, зашто исто така во истата сфера? Некои од другите политичари тоа го видеа, Зашто? Зашто? Да се оградува од вас да барем Јас мислам дека во погрешен контекст ја пренесувате изјавата на премиерот Зоран Заев по однос на прашањето во делот на партиската функција, не и во делот на она што значи оградување. Секој граѓанин, независно на која политичка партија припаѓа или на која општествена група, има право пред суд секако да се брани. Тој што докажува нешто треба да го докаже, а сите ние треба да имаме и доверба и верба во процесот, во институциите и секако меѓусебна почит по однос на квалификациите кои што ги даваме. Јас изјавата на премиерот Заев воопшто не ја протолкува во негативна конотација како во делот на прашањето кое што ме прашува. Дали вие сте били со некој од таа? Значи јас ви ја дадов таа изјава во делот на облигационите односи, ја имате пред изјавата од јавно обвинителство и немам да додадам ништо повеќе.